Емисија Македонски глас во Берлин, Ваше блаженство. Каква улога одигра Македонската православна црква низ вековите, па и денеска во заштитата на македонскиот јазик? Македонската православна црква е најважниот фактор во животот низ целата историја на македонскиот народ. Македонската црква го има на чело својот родоначелник и закрилник на целиот македонски народ и на македонската црква Свети Климент. Свети Климент е првиот христијанизатор на македонскиот народ. Тој со својата проповед успеал за кусо време да ги покрасти сите македонци и македонки и успел целиот народ да го воведе во духовните трезори на христијанството. Тој е основателот на прочуениот Охридски универзитет, на кој се изучувале сите тогашни познати науки, а не само теолошките дисциплини. Се проучувала архитектурата, сликарството, медицината, агрикултурата, градителството. Се проучувало се што било продукт на тогашната византијска уметност. Музиката, облеката, начинот на живење, но пред се во тој универзитет се подготвувале идните македонски владици, свештеници, дијакони и учители. И за јазикот македонски од пресудно значење е улогата на македонската црква и во тоа време и понатаму. Секогаш македонскиот свештеник, македонскиот калугер пишували и говореле на вистински македонски јазик и првиот преродбеник наш македонски Кирил Пејчиновиќ ги пишувал своите книги Духовно гледало и утешение грешним на јазикот на нашите сонародници. Од тето го прави Јоаким Крчовски и сите наши преродбеници. Јазикот наш македонски го има тој печат црковен, свет и Светоклиментов. И да црква го пази македонскиот јазик, го култивира и за време на богослужбите и преку живите зборови на нашите свештеници. И верувам дека и на овие простори нашите организирани црковни општини, нашата нова европска епархија ќе придонесат за македонскиот јазик и на македонскиот дух. Нека Господ да ни помогне во ова дело свет. Македонската православна црква нема само да продолжи со заштитата на македонскиот јазик, туку ќе помогне сега вие како поглавар на Македонската православна црква да македонците во странство, посебно на ова подрече во Германија, зборуваме сега за Берлин, ќе помогне да ти обединат. Ова е неопши сонародници надвор од Република Македонија. Во Америка, Канада и Австралија одамна дејствуваат јак нашите црковни општини. Тие всушност го организираат народот и просветно, и духовно, и религиозно, и спортски. И сметам дека таа улога набрзо ќе почне да игра и ова наша европска епархија, на која ние денес ги ставиме основите и темелите. Оно што денеска ние направивме тука е на вистина голем историски чин. И јас реков дека ова во што ние денеска учествувавме, зашто дискутиравме, ќе дојде по 10, 20, 30 години, ќе биде сметан како голем историски настан. И ние со сите што бевме денеска тука, сме веќе запишани во историјата на македонскиот народ и на македонската црква. Мене посебно би е драго, а се на еден ваков момент да се сеќаваат. Во врска со тоа, Ваше блаженство, каква порака можете да им дадете на гледачите во Берлин?
и на гледачите во Берлин, и на сите што ќе гледат таа емисија телевизиска, имам една порака на поглавар на Македонската православна црква. Чедата на Македонија низ историјата биле секогаш блиску до црквата. Црквата ги водела. И денес сме во светот, па и во Република Македонија, Македонската црква треба веќе да почне да ја игра она улога што имала низ историјата. Без учеството на Македонската црква, без нејзината дејност, без дејноста на македонскири, народот македонски би се загубил. Црквата е вистинската чуварка на македонскиот народ, на македонскиот дух. Препорачувам сите чеда на Македонија, сите вистински македонци и македонки да се доближат и да влезат во крилото на Македонската православна црква. И уште една порака имам. Нашите македонски асоциации да бидат колективни членови на црквата и да се трудат не само да ни пречат на дејноста на црквата македонска, туку да и помагаат. Ние имавме сношти еден немил случај. Токму на вчерашната ноќ, по нашата свечаност, кога требаше сите луѓе да бидат во нашата сала, некоја група наши македонци организирала некоја игранка некаде во близина и на тој начин ги привлекла младите, а нам ни беа потребни младите на таа наша свечаност, за да можеме да ги предадеме пораките. Ја користиме оваа прилика и на најмладите да им кажеме дека црквата е таа што ќе им помогне на вистина да ги чуваат светите пораки од Свети Климента, од Свети Наума, светите пораки на сите борци и поборници за слобода на македонскиот народ и за духовна слобода на Македонската православна црква. Ве молам, не делете се. Кога има нешто во клубовите, одите сите таму. Кога има нешто во црквите, собирајте се во црквите. Македонскиот народ треба да биде секаде заедно и никогаш да не се дели. Не делеле во минатото нашите непријатели, за да можат полесно да владеат со нас. А сега е време кога секоја македонска душа, стар или млад македонец и детенце, треба да бидеме сите собрани во едно, единствени и на тој начин да покажеме дека сме на вистина зрели за слободен и самостоен државен и црковен живот. Во име на редакцијата на Македонски глас во Берлин, дозволете во името на оваа редакција, во мое лично име и од сите слушатели и гледачи, да ви се заблагодариме за оваа можност што ни ја дадовте, ваше блаженство, господин Михаил, и овие совети што ги кажавте да бидат примени од сите македонци што ја гледаат оваа емисија и се разбира и последна наша желба да ни бидете уште еднаш драг гост што поскоро. Не само уште еднаш, повеќе пати. Јас навистина го сакам овој наш народ, ги сакам овие наши луѓе и ние старите сме како децата. Каде не убаво, тамо сакаме да одиме. А мене ми беше прекрасно овие денови. Се чувствувам навистина како да сум во најубавото место, во најубавото друштво. И да знаете, ова убавина, ова е престолниот крст од нашата црква, Свети Никола, овде. И дај Боже овие крстови да засветлеат во сите наши цркви и да го соберат народот. Крстот е символ на македонското страдање. Од едната страна е Христовото распетие, но од другата страна на крстот го гледаме, дојте поблизо, гледаме Христовото воскресение. Народот македонски бил со векови на крст, распнат,
Но сега е време кога народот македонски воскресна се што е големо и свето во нашата историја и ние ќе се радуваме на нова светла етапа во животот македонскиот народ. Зад нас е темнината, пред нас е светлината. Зад нас са страдањата и рубувањето, пред нас е новото творештво на македонскиот творечки дух. Амин. До следното видување. Амин, до видување.